Со лансирањето на новиот Форестер, Subaru го обележа почетокот на својот пат кон електрификацијата. Но, место посекуваната технологија од Toyota, тој е понуден само со благо хибридно засилување. Уникатно, како што може да се очекува од оваа марка бидејќи комбинира боксер мотор. Тој е веќе познатиот дволитарски агрегат, овој пат со приспособена крива на вртежен момент и максимални 150 конски сили. Електромоторот е мал, од 12 киловати, и е сместен во куќиштето на вариоматскиот менувач. Погонот на сите тркала е задржан и, за разлика од другите конкуренти, во последно време тој е механички. Според јапонските инженери, ваквата хибридна комбинација штеди до 11% гориво. Обезбедува и помирна работа и покомфорно возење, а во плюс се и перформансите. Во споредба со претходната генерација, новиот Форестер има внатрешност со првокласни материјали и изработка. Интересна новост е системот за препознавање на лицето на возачот. Благодарејќи на него, возилото знае кого да поздрави и според него да ги прилагоди седиштата и се друго во себе. Цената никогаш не била силна страна на моделите на оваа марка, па ни Форестер не е исклучок, барем во Европа, каде ќе чини околу 40.000 евра. За споредба, основната верзија на овој модел во Соединетите Американски држави се продава за $25.000. Затоа и таму годишно повеќе од 170.000 примероци наоѓаат своји купувачи, а на стариот континент е 2 и нешто над 10.000.